3 доживотни казни затвор за директните извршители на петкратното убиство кај Смилјковското езеро во 2012 година и затворски казни од 9 и 15 години за двајца помагачи е епилогот од случајот Монструм. На осудените им е определен притвор до правосилност на пресудата. Сепак, двајца од осудените на доживотен затвор, Алил Демири и Африм Исмаиловиќ, веќе 9 години се во бегство во Косово, а косовските власти одбиваат да ги екстрадираат. Освен нив, доживотен затвор добија осудениот Агим Исмаиловиќ. Сите тројца беа прогласени виновни за тероризам. Хаки Азири доби 9 години затвор, а Фейзи Азири 15 години затвор за помагање. Обвинението за Сами Љута беше повлечено поради недостиг на докази. Судијата Огнен Ставрев рече дека се работи за монструозно убиство. Обвинителката Фатиме Фетаи изрази задоволство од досудените казни. Заедничко за сите обвинети, кои што беа огласени виновни, е околноста што постои опасност од нивно бегство. Обвинетите ја негираат вината и сметаат дека случајот е целосно исконструиран. Во повикано од тука јавниот обвинител на Република Македонија, Љубомир Горевски, се знае тој, јавниот обвинител за организиран криминал Вилна Русковска, да ме посети во затворот во Шутови Стари, да му предложам докази за нарачителите на убиството, за организаторите на убиството, за овој предмет, за помагачите со име и со презиме и со прецизни докази. Првото судење за случајот Монструм започна на крајот на 2012 година, а сите 6 на обвинети во 2014 беа осудени на доживотен затвор. Во 2017 Врховниот суд ја укина пресудата и процесот го врати на повторно судење, а обвинетите беа пуштени од притвор. Петкратното убиство кај Смилјковското езеро се случи на 12 април 2012 година. Беа убиени момчињата Кире Тричковски, Филип Славковски, Цветан Чоацковски и Александар Наќевски, сите на возраст од 18 до 21 година и 45 годишниот рибар Борче Стефановски. Семејствата на обвинетите постојано тврдат дека тие не се виновни и во неколку наврати организираа протести. Премиерот Зоран Заев, додека беше во опозиција, тврдеше дека невини луѓе лежат во затвор и оти со прислушуваните разговори ќе се дознае вистината за Монструм.